Системот на основно и на средно образование во Македонија создава најнеписмени деца во Европа. Тоа го покажаат TIMSS тестовите и PISA тестовите неколку децении наназад. Универзитетите во Македонија се речиси најниско рангирани во Европа. Рейтингот на најстариот и најголемиот универзитет во Република Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи, е во постојан пад во последната деценија. Просечниот животен век на граѓанинот во Македонија, дури и 4 години после пандемијата на корона, е во постојан пад. Што не е случај со голем број од земјите во Европа. Кај нив животниот век на граѓанинот постојано расте. Скратувањето на животниот век на просечниот граѓанин на Македонија е индикација дека недостасува знаење во медицината, а тоа е образование, и воопшто здравствениот систем е за тотален ремонт. Статистичките податоци покажуваат дека Македонија има најголема смртност кај новороденчињата во цела Европа. И тука се работи за недостиг од знаење и недостиг во добра организација. Во Македонија чувството за неправда владее со нашето секојдневие и ги помрачува нашите животи. Треба да се излезе од овој бесконечен магепсан круг на корупција и да се воспостави владење на правото. Потребно е итно да се воведе систем на брза и ефикасна правда. Твоја партија ги има хуманите капацитети да ги анализира состојбите во образованието, здравството и правдата, да ги детектира нивните слабости, да ги предложи мерките и законските измени и за конечно да се исчекори напред кон позитивна промена, без патем да се стекне лична корист. Твоја партија сака да создаде систем од здрави, праведни и образувани луѓе, кои среќата сакат да ја градат во сопствената држава и кои сака својот потенцијал да го вложат во градење на економијата и на среќата на сопствената држава. Генерално проблем во природните науки, и тоа е глобален проблем, се помалку луѓе се заинтересирани да студираат физика. Во моментот имам само 5 студенти на предметот електроника. Тоа е многу малку. Во втора година има севкупно 10 студенти, не ни толку, а земјата и требаат професори кои што ќе го пренесат знаењето, кои што ќе ги обучат младите во основите на физиката, ќе ги креираат потенцијалите на идните инженери. Значи се е во врска со создавање на основи на познавање на природните науки. Имаме недостиг од интерес кај младите луѓе за да студираат физика, а постои огромен број од работни места за професори по физика кој што не е пополнет. Индустријата исто така бара физичари, кои што ние не ги поседуваме за да ги лиферуваме и често пати тие си одат надвор, најдобрите не остануваат во земјата. Тие се проблемите што одливот на мозоци е најдрастичен кај овие науки, кај природните и кај техничките науки. И сето тоа, значи одливањето на мозоци според Светскиот економски форум го има направено тој заклучок дека одливањето на мозоци влијае на пад на економијата. Нашата економија очигледно кубури 1% пораст е исто како и назадување, бидејќи 2% пораст во економијата би значило стагнирање. Проблемот со падот на квалитетот може да се поправи на тој начин што ќе се организира вистинска, реална контрола на квалитетот. И конечно знаењето не го содржиме ние во оваа држава, ние сме со малку знаење, потребно е знаење да влезе од надвор и тоа треба да се реализира. Влегување на знаење од надвор, односно повикување на експерти странски за да ја помогнат да се надминат тие скалести чекори во пораст кон образованието. Образованието е многу мека материја и таа треба да се манипулира, јас би рекла со свилени конци.
Не може реформи да се направат наеднаш, треба да се направат реформи адаптирани на концептите национални во земјата и адаптирани на капацитетите со кои располагаме. Ние не можеме да посакаме наеднаш да бидеме универзитет Станфорд ако не одиме чекор по чекор нагоре. Потребно е да се спроведе реформа која ќе оди постепено нагоре со помош од странски експерти. Нашите деца сега се верзија 2 на човеково битие, тие воопшто не се исти како што бевме ние или како што беа некои деца помеѓу нашите генерации. Новите деца сега се деца на друга технологија. Нивниот пишан медиум е нивниот мобилен телефон. Не треба да се откажуваме од книгите, треба да ги стимулираме. Постојат начини да се стимулираат деца, например, во Америка има например часови по читање, loud reading loud, да се натераат насила, бидејќи нашите деца на тим тестовите покажаа дека на PISA тестовите покажаа дека не знаат да читаат, односно не знаат да ја разберат прочитаната содржина. Имаат проблем со читање. Со кодираниот јазик и пишан јазик, тој треба да го претворат во мисла. Новите деца тоа тешко го прават, затоа треба кон нив да се пристапи со мешан медиум и со пишан хард копија на книга и со дигитален. Мора да им се овозможи на нивно ниво на развој на свеста, да им се овозможи медиум мешан. На моите студенти би им препорачала да дадат се од себе, да вложат максимални напори, најпрво поради своите родители кои што финансирале во нивното образување, да се одолжат кон државата, затоа што таа, прочем, ги формирала на некој начин, да издржат, да не се откажуваат од оваа држава, бидејќи оваа држава е единствената што на вистина ќе ја поседуваат. Државата од својата младост е државата на својата вечност. Јас би ги замолила да останат во земјата и да дадат се од себе за да ја дигнеме заедно. Надеж се дава со сопствен пример. Ако они видат дека нивните професори или нивните колеги, научници веќе имаат каде да го реализираат својот научен образовен потенцијал до максимум, тоа нив ќе ги задржи тука. Значи, точно во дефиницијата на економски форум е реализација на потенцијалот кај младите и коефициентот за реализација на потенцијалот е се уште најголем во западната цивилизација, велам, во Америка и во Швајцарија. Се уште е највисок. Таму младите себе си се гледаат, бидејќи таму можностите наспрема нивните потенцијали може да се реализираат. Тука во Македонија никој не може да се реализира како научник, доколку не постои научен фонд, доколку не постојат научно-истражувачки финансирани проекти, кои што може да ги вклучат нив, да ги гушнат младите за да останат тука. Ништо од сето тоа нема. Последните влади не даваат таква можност. Едноставно веќе скоро 2 децении ќе правиме како немаме можност за научни истражувања. Фундаментални зборам. Секој може научно да истражува теориска физика. Секој може научно да си го истражува сопствениот јазик, книжевноста и така натаму. Меѓутоа за фундаментални науки и технички науки се потребни пари, финансирање. Во тие пари треба да се вклучат стипендии, да им бидат платени докторските студии, впрочем на тие што се најдобри, наместо тие сами да ги финансираат. За сега докторантите кај нас се само финансираат. Секој од нив треба да има заштедено по 5 до 6.000 евра, за да може да ги плати докторските студии. То просто е невозможно кај некои
од пониските социјални категории да му се овозможи докторат. И таа социјална неправда треба да се елиминира. Одлуката е твоја. Среќна 13-ка.